цврсто стоиме на тоа дека овој француски предлог е лош, овој француски предлог треба да биде отфрлен од страна на владата и овој француски предлог е само еден нов предизвик кон патот кон Европската Унија, што ни носи нови и нови препреки, кои што ќе траат можеби и повеќе децении. Затоа укажуваме, таквиот француски предлог е само замка, која што не носи добро ништо на евроинтегративните процеси на Република Македонија. Изминатиот период, изминатите 6 дена, имавме протести во Скопје, кои што навистина беа народни протести, протести поддржани од сите категории на граѓани, не само од ВМРО-ДПМН. Денес продолживме и во цела Македонија по барање на граѓаните. Ние укажуваме дека владата не треба да го прифати овој предлог, но доколку и го прифати предлогот и овој француски предлог го стави и го прифати, иако е вака лош, ние во собрание нема да дозволиме да има уставни измени. Што значи, со тоа можеме да им укажеме на граѓаните дека ние нема да прифатиме уставни измени со 80 пратеници. А 80 пратеници во моментов ги нема владата. Во делот на она што е насилство и што се случуваше изминативе денови, ние силно го осудуваме насилството. И како политичари, нови политичари кои што сега го предводат ВМРО-ДПМН, укажуваме дека силата не е во насилството, силата е во масовноста, силата во единството на сите граѓани и силата е ако сите денес, утре и периодов што следи кажеме не. За жал, почетниот предлог или овој сега што е сега моментално што е во влада, фактички не треба воопшто да доаѓа во собрание. Владата можеше или да го одбие или да го прифати предлогот. Со ова прави замка кон собранието и кон граѓаните, затоа што овој предлог ќе оди со просто мнозинство. За овој предлог не треба двотретинско мнозинство. За уставните измени се потребно двотретинско мнозинство, а не за предлогот што е моментално доставен до собрание.